Бранка, колку време се познавате со Беличанец? Не можам да пресметам години, но мислам дека прв пат ја забележав, се забележавме во нижото музичко училиште. Ние сме една година разлика, таа е помлада од мене, јас сум 72-та, таа е 73-та. И во подготвителната година во нижото музичко училиште сите слушаме солфеж во група и уште тогаш во кадарот ми влета едно девојче со секогаш безпрекорни кики, со прекрасна коса и со машни како од вртена вуница во прекрасни бои. Секогаш беше како излезена од некоја реклама, убава, талентирана. Потоа низ годините, знаете, 6 години трае нижото музичко училиште, средното 4, меѓутоа Билјана се правеше со прескоци, беше талентирана и многу и се брзаше. Мислам дека зема во средното училиште 2 години во една. Пред тоа во нижото прескокна, предпоставувам некоја и така стана најмладиот дипломец на факултетот за драмски уметности. Значи го заврши средното музичко училиште, но отиде на глума. Мислам дека за таа професија од секогаш беше предодредена. Нас не спојуваше една друга работа. Да, тоа сакав да кажам. Тие моменти не се забораваат, бидејќи да одите на турнеја во хоровите во Домот на млади, тогаш е 25 мај. Одите со автобус до Англија, до Холандија, по 4 денови патување до, се сеќавам на нишките свечености во тврдината кога пеевме. Така што таму имаше дружби, ние тие хорски другарства се уште ги негуваме, меѓутоа Билјана не беше присутна на тие средби последниве години. Чинам дека се сретнавме на Партизанска, таа возеше, јас возев, си мафнавме од прозор, си фрливме неколку зборови, а јас одев кон една наша заедничка другарка од хорот и велам на Билјана, се собираме во дворчето кај Сања, дали сакаш да дојдеш? Ми рече, не можам сега, имам обврски, беше, мислам, по градоначалничкиот мандат и рече следниот пат обавезно да ми кажете на време да се видиме. Повремено се гледавме, мислам, ја гледавме, предпоставам таа мене на медиумите, јас неа на сцена. Размислував дали воопшто да зборавам сега, да бидам искрена за неа и ми беше жал зашто секогаш велам, уметниците се почесто се заборавени и за време на животот и после смртта. Последниве години ми се случува да сум редовно барана да кажувам за некого in memoriam, но и тоа значи зашто младите генерации или нема да слушнат, или нема да добијат вистинска информација за некој. Ми беше, знам дека ќе ми беше криво да не го споделам мојот впечаток за неа. Јас последна Снежана Стамеска ја видов Билјана Беличанец. Значи, во секоја смисла глумица, како излезена од некој филм, како да е некоја грофица. Да не опишеш приватно. Нашите дружби беа тие што ви ги кажав. Не можам да кажам приватно, можам да ја споделам перцепцијата моја за неа од страна што ја гледам. Беше дефинитивно се, само не вообичаена. Беше различна од сите. Беше некако брзаше во животот. Не знам дали можам со сигурност да тврдам дека беше повозрасна од другите. Беше дете зашто не знаеше да се справува со емоциите. Има впечаток дека не знае да ги канализира емоциите. Знаеше на бина, но не знаеше приватно да ги канализира. Таа и кога се влюбуваше и кога раскинуваше, кај неа беше драма. Секогаш имаше, не ги криеше чувствата, секогаш беше тоа како на филм, на она што јас го имам впечатокот. Времево е многу лошо, не меле сите, кревките души, уметничките души,
многу тешко се справуваат, а го имаат достоинството да не ги кажуваат проблемите, да не ги споделуваат, односно да даваат слика за себе дека се супер, дека се добро им оди. Луѓето имаат впечаток дека за мене барем целиот животот ти е песна, а никој не помислил како таа песна се живее во една земја каква што е Македонија.